обвинувани. Медиумите објавија скандал во кој беше посочен Андреј Жерновски и општина Центар за трошење на огромни суми на пари за рекламирање. За овој случај Жерновски не објави никакви документи. Тој не каже ниту збор за трошењето на овие пари. Напротив, тој се обиде да ги сокрие од јавноста. Скандалот е поголем ако се знае дека овие пари од джебот на граѓаните на општината завршувале на сметките на фирми кои се поврзани директно со СДСМ и работењето на оваа политичка партија. Документите покажуваат дека со средствата на општината била финансирана фирма Кека и биле плаќани истите луѓе кои што работат во кампањите на СДСМ. Поедно, биле селективно избрани медиуми на кои ќе се рекламира општината без никакви објективни критериуми. Заедничко за сите нив е нивната блискост со СДСМ и фактот што се финансирани од Сорос Македонија. Нашето сомневање е дека се работи за создавање на смислена мрежа за корупција, која била плаќана со парите на граѓаните на општина Центар, а чија цел е дискредитација на работата на владата предводена од ВМРО ДПМН. Главниот октопод на Жерновски, како што го насловија медиумите, навлегол во сите пори на работењето на општината и е еден од начините на испомпување на пари од општината. Токму затоа, денес побаравме од Државната комисија за спречување на корупција да го испита случајот и да ја утврди одговорноста на Жерновски и несовесното трошење на пари на граѓаните на општина Центар и дали за рекламниот октопод се крие голема пералница на пари на СДСМ. Додека граѓаните на Центар се уште ја чекаат изградбата на ветените градинка и училиште од страна на Жерновски, тој троши милионски суми на пари на реклами без никаков одчет. Тој треба да одговори зошто се трошат милионски суми пари за реклами, а нема пари за изградба на долго најавуваните градинка и училиште. Колкава сума е вкупно потрошена за реклами и зошто се трошат овие пари во време кога Жерновски не убедуваше дека касата на општина Центар е празна. Сте го виделе ли тој тендер за реклами кој што го добила таа фирма Creative? Ние не сме го виделе како советници, информирани сме само од она што е лиферувано во медиумите. Значи тоа што беше објавено, не знам, на некој интернет портал. Кога ќе проработи линкот за јавни набавки на општина Центар? Тоа треба да го прашате градоначалникот Жерновски. Ние би сакале уште веднаш да проработи. Мислам, апелиравме неколку пати и не знам што прават воопшто. Зошто како советничка група немавте реакција за минатото раководство и за начинот на кој се рекламираше тогаш? Тогашното раководство ги спроведуваше набавките согласно закон. Овде немаме ни одговор дали овие набавки, мислам, од која ставка од буџетот се реализираат. Значи треба да излезе градоначалникот Жерновски и да покаже, да докаже дека набавките ги прави согласно закон. Тогаш мнозинство, како се финансира рекламите во владините години повеќе? Тоа треба да се обратите до стручната служба на општина Центар и образложат, но се било согласно закон.